Brzo. Kislorod. Повелете. Благодарам. Професоре, приправниците веќе се тука. Да влезат? Нека влезат. Некој си Страте тврди дека го познавате. Инсистира да разговара со вас. Страте? Нека почека. Добро. Повелете, седете, колеги. Вие сте упатени на овој оддел за интензивна коронарна нега и реанимација како лекари приправници. Сакам да ве запознам дека нашите сегашни можности се такви што за жал ќе можеме да примиме само еден. Затоа изборот треба да падне на најспособниот. Инаку сите вие ќе работите под моја контрола. Се не може. Другар како? Остави ме, другарке! Како би тој начин? Ама ме, Андре, мене да ме држиш надвор 2 сата, не ти срамота, бре, ама, бре. Евгенија Вретје, нека остане. Извини, Страте, имам работа. Здраво. Здраво. Што ти? Ме гуши, Андре. Сигурен сум дека е срцето. Ама ми се живе, Андре. Помагај. Добро. Помагај ти и Господ спаси. Биди без грижа, Турто, ќе те прегледам, само да завршам со колегите. Повели, седи. Па да не губиме време. Миркуловска Татјана. Просек 8,95. Познавање англиски јазик. Јанакиева Вера. Просек 9. Англиски јазик. Петрова Вероника. Просек 9. Англиски и француски јазик. Георгиевски Огнен. Просек 10. Англиски и германски јазик. Од некаде сте ми познат. Кај кого полагавте интерна медицина? Кај вас, професоре, со 10? Ретко давам 10. Но вие сте ми познати од друго место. Бев председател на младинската организација на факултетот кога испративме студент во Хјустон.
Јас бев единствениот кандидат, колега. Da, se sećavam. Docent od Ilijevski. Не баравте, професор? Направете им разпоред и нека почнат веднаш. Повелете, колеги. Колега Огнен. Земете комплетен статус од пациентов. Страте ми е стар пријател. Да се направи и ЕКГ. Аман бе, Андре. Ме гуши овде. Немој да ме оставаш. Обврски, страте, обврски. И тој е лекар. Не грижи се. Јас се ке проверам. Ајде, појди таму. Здраво, Андре. Требаше порано да дојдам, ама знаеш како е. Седи. А и ти веќе требаше да бидеш на контрола. Јас сум препун со обрски. Како песмейкерот. Па, така, добро е. Служи. Треба да дојдам на ЕКГ. Да дојдеш. Андреја, имам проблеми со тебе. Со мене? Да, со тебе. Проблеми се твоите кредити за куќата. Па нели ти ми рече дека можам да одолжам со ануитетите. Андреја, свати ме, ситуацијата битно се измени. Имав контрола од СОК. Добро. Сваќам. Ти пиеш? Нели јас ти забранив? Па по некоја чашка можам, нели? Не би требало. Добро. Сметај дека со моите кредити повеќе не ке имаш никакви проблеми. А што е со средствата што ги баравме за опрема на новиот центар? 63 милиарди, 383... Не. Ништо ви. Треба само да подпишем. И? Пак проблем со мене? Не. Имам проблем со ќерка ми. Таа е веќе лекар. Па нека ми се јави. Ке се обидам да сторам нешто околу незиното вработување. Таа беше денес кај тебе. Конкурира на твојот нов оддел. Вера Јана Киева. Мислам дека бев јасен. Не знам прво. Имам извонредни кандидати. Ќе подпишам само тогаш кога Вера ќе биде примена на одделот за интензивна коронарна нега. Боро, зошто ми правиш проблеми? Ке се обидам да ја вработам на друго место. Андреја свати дека јас сакам Вера да биде кардиолог. Професорот твој го најдол тогаш тешко ранет, раскрвавен, гол, бос, замрзнат, во несвест и си реков готов е човекот, ќе умира. Го сокри во племната моја и тамо го лекував со мелемчиња. Зашто тогаш немаше како сега лекови, немој да се смееш, разбираш. И Курту, чудо, се спаси човекот, остана жив. Мелемчињата моја го излекуваа. Прибери го таму, Темалон.
Sve ostavat na mene. Партизан, млад како тебе. Повелете, колега. Професор Зедов, комплетен статус, направен е ЕКГ, а очекувам резултати од лабораторија. Вашата диагноза, колега? Хипертензио артериалис, миокардиопатија хроника атеросклеротика субдекомпенсата, инсуфициенција артерие коронарие, статус постинфаркти миокарди, синдром Волф-Паркинсон-Вајт. Браво. Браво, колега. А терапијата? Ја забележав на болничката листа. Колега, сте ординирале современа терапија. Таа кај нас не се практикува. За класичната терапија за синдромот Волф-Паркинсон-Вајт на конгресот во Охрид беа изнесени испротивни мислења. Нели? Евгенија, повикајте го доцентот Илија. Веднаш, професора. Видите, колега Огнен, теоријата и практиката се два различни поима. Страте, си имал ли некогаш шекер во крвта? Шекер? Како шекер, море златни? Како вајт? Не ме разбирам ништо. Умирачка, има ли од тоа? Ке треба да останеш во болницава. Аман бе, Андреја. А и мајката? Па зар дотамо дојде работата, а? Од срце во да се умира. Златен, кажи и ти нешто? Не плаши се, чичко страте. Ние ќе се грижиме за тебе. Ме баравте, професоре? Илија, на овој човек му го должам животот. Сакам да има посебен третман. Да биде примен во собата 205. Вие ќе ја водите таа соба. Добро, професоре. Чичко страте, одиме. Вечерва ќе те чекам. Добре ни дојде, чиче. Добро ми те нашол, Чичино. Ти и Господ. Колега, стекнавте доверба кај професорот. Тоа е реткост. А, и кај мене. И уште нешто. Професорот бара лично да го известувате за состојбата на пациентот. Не сум јас никаков пациент, јас сум страте. Ќе му веруваш на младово докторче? Како не, како на себе си. Добро. Колешки, одиме понатаму. Доведење.
Veronika, te čekam. Otkako majka ti počina, se vraćaš sve podosnije i podosnije. Утре те очекува работа. Тато, би сакала само еднаш да можеш да ми кажеш Вероника, се е во ред, немам коментар. Само еднаш. И јас би сакал. Значи, пак нешто не е во ред. Знаеш што, тато? Да? Денеска ми е роден ден. Каде ми е подарок? Овде. Треба само да погодиш која рибче ќе биде мојот подарок за твојот роден ден. А зашто да погодувам? Се знае златното. Тато, Да? зашто ми се лутиш? Види и самата. В лице ми беше префрлено за твоето одење во Хјустон. Мислиш на Огнен? Симпатичен е. Мене истото ми беше префрлано додека студирав. За цело време ми велеа дека поради тебе студирам и дека поради тебе ќе дипломирам. Вероника, треба да ме сватиш. Не, јас мислам дека ти мене треба да ме сватиш. Во животот мене треба нешто да ми се случи. Ме разбираш? Разбирам. Мојов подарок ти се допаѓа ли? Повеќе не ми се допаѓа. Вероника. Ти, златен мој, имаш прогноза уште 3 до 5 години. Од каде знаеш? Како бе, од каде знам? Знам, еве, овде пишува, по книгава, по тефтеров. А ти, златен, ти... Ау... Алал да ми ти е. Алал да ми ти е. Ти имаш прогноза 10 години. Маршала! 10 години. Опа, подобар сум од тебе. Уште и на карти да си подобар, па тога да те видиме. Да. Тишина. Визита. Тишина. Море, каква визита? Дека дојде овде лапачката, да визита. Па не ли лапаше пред малко, бре? Лапач ни еден. Овој се живо ќе изеде. Тишина, другари. Продолжуваме. А ти, Златен, ти, Бога ми, уште еден месец. Прогноза. Ме слушаш? Тој Господа не го слуша, да тебе ќе те слуша. Еј, а тебе што ти пишува таму, а? Златен мој, јас имам посебна сорта болест. White, pite, might. Ја нема овде, не пишува. Нема. Професорот. Кој го пишуваше статусот на пациентов? Јас, Вера Јанакиева. да. Колешка Јанакиева. Зошто нема анамнеза? Професоре, знаете се... Не знам ништо. Пациентов е неконтактибилен. Не можев да земам никаков податок. Како си? Како се чувствуваш? А, се живорка некако, може.
Ne postoji nekontaktibilen pacijent, колежка Янакиева. Комплетната анамнеза оформете ја вие, колега Огнен. Добро, професоре. Не сака ни да разговара. Да, овде ќе треба да се направи уште и коронарна артериографија и консултација со кардиохирурзите. Веројатно ќе мора да се оди и на бајпас. Што работите? Новинар. Сте му давали интервју? Да, ние се познаваме, професора. Да, се сеќавам. Едно ви кажав, друго напишавте. Сакам нешто да ве прашам. Повед. Се плашам од смртта, професоре. Колегата ми почина пред една недела. Оваа болест е својствена на вашата и на мојата професија. Овој пациент е интересен од медицински аспект. Покрај другото, тој боледува од синдромот Волф-Паркинсон-Вајт, што пред малку го абсолвиравме. Терапијата ми се чини дека ви е јасна. Ако имате некакви прашања во врска со тоа. Една работа не ми е јасна. Мене срцето ме боли, а тие газот ми го боцка. Кај пациентов применуваме класична терапија, а некои ја предпочитуваат современата. Тој е сега добар. На старите ЕКГ наоди ќе ги забележите симптомите за кои пред малку зборувавме. Тој е сега под интензивна обсервација и ќе мора да остане на одделов уште некое време. Тоа е се. Има ли некакви прашања? Значи се е јасно. Благодарам. А тебе, Страте, јасно ли ти е? Јас сум со кола да те префрлам. Може, ако не ти е тешко. Добро вечер. Браво. И како е сега ситуацијата? Никако. Огнен е во конфликт со професорот. Ќерка му се однесува наполно, ноншалантно. Татјана делува некако уплашено. А јас? Што ти? Мене професорот јавно ме критикуваше пред сите. Сакав земјата да се отвори, да пропаднам. Андреја те критикувал тебе? Зошто? Имаше право. Тоа беше моја грешка. Добро. Не се нервирај. Се ќе биде во ред. Јас ти гарантирам. Ти ми гарантираш. Па добро, зарем не свекиш дека работам со луѓе? Дозволи ми самата да се докажам.
Вера! 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 Се извинувам, но морам да одам, јас брзам. Каде брзаш, čerko? I slušaj me, barem ti. Ovdje niko i mene ne me sluša. Знам, но брзам. Друг пат. Ama ti ne me razbiraš. Sjedi. Sjedi da ti kažem ušte nešto. Koga umre mažot mi, samo ja splačev. A s nami i sin mi ne dojdo ni grobo da mogu vidat. A potom me doneso ovdje. Majko, treba da se lečiš. Ne ti je dobro srceto. Kako ja da ne znam deka ne mi je dobro srceto. A majle, doktorki i ovdje ne mi je podobro. Odovde će me odnesat v ostarski dom, znam. Смирете се. Смирете се, ве молам. Јас морам да одам, брзам. Ma ti ne me razbra, doktorki, ja sakam. Не ви разбирам како не ви разбирам, но брзам, морам да одам. Друг пат. Довидување. Ništa ti, čerko, ne razbra. Ne li ti ponudi mesto na nefrologija? A ti sepak dojde na moj odel. Сношти те чекав. Зошто не дојде? Te molam ostavi me. Imam problemi. Имаш проблеми? Da. Какви? Ti to ne možeš da go razbereš. Не можам да го разберам. А сваќаш ли ти дека и јас имам проблеми? Сонувам чудни соништа. Вистински кошмари. Доаѓам од кај професорот. Воопшто не сака да ми обрне внимание. Сакаш цигара? Ти се отепа од работа. Јас само шетам по собеви и собирам анамнези. Огнен, дали би сакал да излеземе некаде заедно? А, може. Сонуваш ли често? Ne. Јас сонувам многу. Чудни соништа. Често сонувам езеро. Јас се капам во него, а кожата никако ми се одлепува. Се превртува наопако и бега. Наеднаш езерото се суши. Останува само песокот. Јас се сончам на него, а до мене се сонча мојата превртена кожа. Сонот секогаш се прекинува кога во мојата кожа се вовлекува змија. A kaj sam go pročitao to? Знаеш ли дека сакав да станам артистка? Станав лекар. I što pravi svega, glumiš lekar?
Сакам да најдам партнер. На нашиот одел тешко ќе го најдеш. Што е, колега? Јас не се согласувам со овој тест. Нивото на триглицеридите и трансаминазите во крвта е покачено. Вие, значи, не се согласувате со мојата терапија? Синдромот Волф-Паркинсон-Вајт не се повлекува, туку добива на тежина. Страте колабира неколку пати. Нападите ги спречував со терапијата што вие одредивте. За жал без ефект. Колега! Колку да те подсетам. Андреја е професорот, а ти евентуално треба да бидеш примен. Јас само знам. На едно предавање професорот ни рече, ако му го спасите животот на пациентот, како да сте спасиле два живота, неговиот и својот, бидејќи дел од вас умира со секој пациент. Видовте, професоре? Тоа ви се денешните лекарчиња. За жал, колега. Повелете. Аман бе, другари, воскршите детето в бедноста, го уморихте, мајката ме разплаката. Ке треба да се договориме околу терапијата. Илија, ке ми известуваш за страт. Огнен ке добие нови задолжени. Огнен, брзо! Донесо нов пациент. Доби комплетна терапија. Подготви адреналин. Интракардијално. Огнен. Огнен.
Зашто ме држеше за рака. Стегаше толку силно. И кога одеднаш попушти, знаев дека умрел. Не учевме за умирањето. Да, теоретски да. Но како е кога ти умира човекот, ти не можеш да го спасиш. А се си применил. Се си применил. Знаеш, имав чувство дека се застана. Ке мораме да навикнеме на се. Фала Богу те начекав сам. Фала Богу. Повели сте. Она твојана секретарка, Господе, ја поживи, бабачко, не ме остава ни до вратата да ти се доближам. Па, Андреја Златен, ајде кажи, брат, како стои работата со мене, а? Состојбата ти е многу подобрена. Беше подобро, Златен, беше. Ме гуши. Еве, идејќи наваму, кај тебе. Ми се чини дека срцево ќе ми излета. А и за друго сум дојден. Андреја, сакам да поразговараме малце за младоно докторче. Огнен. Многу ми стана симпатично детето. Додека беше кај мене, се грижеше за мене, ми беше поарно, ама сега не го гледам, го нема никаде детето. Му дадов други задолженија. Шипенки си му дал ново задолжение. Ти мислиш дека јас не знам, се скарале. Само да ти кажам нешто. Само друг човек како него ти овде нема да најдеш. Ке го вратам пак там. Не, Златен да го вратиш, не, туку да го примиш. Ма, остане. Што се смееш, а? Што се смееш? Сети се ти кога беше млад. А? Кажи тогаш, што сакаше ти, зашто се бореше? Остави го тоа. Тоа беа други времења, страте. А денеска што е? Денеска се не времења. Мој Андреја. Тогаш имав нешто во душата. Имаше идеали, Андреја. Се сеќавам кога те лечев. Се сеќавам. Ми велеше, ќе умрам јас за моите идеали. Ама ете, не умре, остана жив, куртоли, се спаси, разбираш, и идеалите ти остана, разбираш, не умре и тие, и може би умре. Ова денес е нешто сосем друго. Денес не сум воопшто сигурен дали луѓето имаат некакви идеали. Секој влече кон себе. Секој бара нешто за себе. Јас ќе загинев во јуриш, а денес јуришаат на мене. И што доживеав? Еден млад лекар да го негира методот што јас, како раководител и оснивач на оваа институција, го применувам.
Па каде го има тоа? Андреа, злате, не ги сваќаш ти младите. Не знам. Не ги свакем ни старите. Не се свакем повеќе ни себе си. Па добро, што сваќаш тогаш? Не знам. Јас прифаќам борба, ама денес не знаеш од која страна ќе те удрат. А пораз не признавам. Не признаваш ти нешто друго, Андреа. Си остарел, златен. Не сум стар. Ма не е во тоа работата. Добро де, не лути се, не сакам јас да те налутам. Само кажи ми, да беше млад и да имаше нови идеи, што ќе правиш? А веројатно ќе се борев за своите нови идеи. Тука те чекам, злате. Значи, уште не си остарен. Андреа! Пардон. Повелете, професоре. Благодарам. Еден момент. Колешка Јанакиева, вашиот почеток беше доста несигурен. Но се уште има време за докажување. Не знам зашто татко ми се меша. Тоа расчистете го меѓу себе. Мене ме интересирате само вие, како лекар. Да. Добро. Добро. Во среда во 12, добро, примерно. Добро. Тата, зашто ми се мешаш? Вера, черко, ти ништо не разбираш. Имаш порака од професорот. Тоа расчистете го меѓу вас. Кој е тоа? Твојот прием. Слушај, јас сум доволно добра како лекар, но и доволно лоша за твоите интервенции. Па добро, зарам не сваќаш дека работам со луѓе, со живот, со смрт? А тамо не помагаат твоите директорски гаранции. Слушај, Вера. Вера! Седи, чичко страте, веднаш ќе бидам готов. Благодарам. Злате, ти, Господ, ти спас. А каде е Андре? Професорот ќе патува за Лондон. Те поздрави. Рече да дојдеш на контрола по еден месец. Благодарам. Само ти помалку да го лутиш. Мора да му попуштиш. Ти си помлад од него. Тој е постар човек од тебе. Чичко страте, во медицината нема попуштање. Знам, бре, злате, знам, само знаеш како ти е. Ти троа политика води. Тој тебе те фали каде што ќе стигне, на секој чекора, ти... Чичко страте, здраво. Здраво. Значи готово си одиш дома. Готово. Татко ти така вели. Ама што татко ми? Остави го ти татко ми, Чичко страте. Знаеш ли што е најбитно? Што? Најбитно е што ќе каже младиот лекар овде. Овој овде? Тој. Тој? Ајде. Здраво. Татината ќерка мисли дека може да располага со се. Да, биди го ти мангупов. Јас мислев тутуле бале. Дека од медицинските книги ништо друго не гледа. А тој, види го ти него, хајде. Довидување, Сташки. Довидување. Види го ти мангупов. Нешто си нервозен. Преморен сум, често дежурам. Работата на одделот. Многу ти е важно, нели? Да. Ист како татко ми. Не би рекол. Зошто? Затоа што и тој единствено ја сака работата. А ти? Јас?
Па, јас мислам дека постојат и други нешта освен работата. Например? Огнен, а? Тато, ти велам, ова е сериозно. Ова е мој личен избор. Се надевам ќе ти се допадне. Тато, ти не сакаш да ме разбереш. Ти велам, ова со Огнен е навистина сериозно. Симпатичен избор. Честитам. Убаво смислено. Најуриш. Карти арест, кога не става на помош. Страте. Дефибрилатор. Вклучвай. Колега, треба помош? Чичко, страте, имало Господ. Ти реков, Златев, ти и Господ. Го спасив. Успях.
видов, чешко страте. Зошто си вако? В чувство дека се застана. Како да ти кажам, се чувствувам препореден, кога спасив дел од себе си. Ке навикнеме на се. Од себе си. Знаеш, чичко страта те засака како син. Него го спасив, а татко ми не ми веруваше. Никогаш не ми веруваше. Оној ден кога решив да станам лекар, почна скоро да ме мрази, како што ги мразеше сите лекари. Знаеш, мајка ми беше болна со години, прикована за постела. Тој ја тешеше, трчаше по лекари, бараше спас. Кога прв пат донесов бел мантил дома, мене ме обвини за незината смрт. Кога умре, се гаравме. Некеше ни да ги види лекарите од брза помош. Ми умре на раце. Колко ме стискаше. Прв пат, по толку време почувствував дека ме сака. Зошто се мачеш со тоа? Сега и онака ништо не можеш да измениш. Сваќаш, тоа е така, таков е животот. Што знаеш ти од животот? Морам да одам. Браво, колега. Знаеш, сонувам многу често. Сонувам чудни соништа. Дојдов за некои работи. Знам. Мислам дека ме одбегнуваш. Неколку пати те барав. Тестовите ти се многу лоши. Утре ќе се знае кој ќе биде примена. Бора, сево ова е непотребно. Зошто не оставиш керка ти самата да се избори за себе? Па јас си ја оставам сама. Па тогаш, што бараш од мене? Слушај, Андреја. Вера мора да биде примена, инаку средствата нема да ги добиеш. Слушај ме сега ти мена за последен пат. Центарот за интензивна коронарна нега и реанимација не е мој, туку на целиот град. А средствата ќе бидат одобрени и без тебе. Како? Твојот пейсмейкер ќе мора да биде заменет. Генераторот е испразнет, а има и фрактура на електродата. Кај нас се уште немаме услови за тоа. Затоа спремај се за пат. Вера ќе те придружува. Вера? А кога ќе се вратиш, ќе те чекаме на одделот. Вера? Вера. А? Како е? Како е? Како да сум излегол од дупка. Ова ми е втор живот. А лековите ги пиеше? Не пијам. 3 пати на ден. Пред јадење, после јадење, како да јадам 3 пати дневно. А и некакви капки ми дават. А секој 2 дена. Па видов дека нема никаква полза и готово ги фрлив. Си грижи ли некој за него? Сам е. Сам сум. Немам ни жена, ни дете, ни коте, немам ни кој чаша вода да ми даде. Не возбудувај се. Од сега си под наша грижа. Па добро така. Кога не можете да ме излекувате, барем грижете се за мене. И тоа е лекување. Да. Ево ти од нас, да се освежиш. Полај,
Полај. Па добро, ти самиот рече дека имаш сериозни намери со мене. Сега за тоа не размислувам. Рече дека си осамен. Дека ти треба заедница. Брак. Да се договориме. За. Јас навистина ништо не знам од животот. Знаеш, не ме интересира повеќе ништо. Не ме интересира ни вработувањето, ни татко ми, ништо. Ме гуши, брат. Смири се. Смири се, ќе биде подобро. Нема никакво фајде, Андреја. Ништо нема да биде подобро. Не вознемирувај се. Дојди вам. Седни троа. Ти, Андреја, златен, ќе ме лекуваш ли ти мене или пак да си го барам чарето, а? Страте, добиваш соодветна терапија. Да. Веројатно си станал рефрактерен, отпорен на лекарствата. Разбираш? Ништо не разбирам. Да ти донесам тура водичка. Ти и таа твоја медицина. Лук и вода. Андреја, бадиела ми го дупите газов. Пием апчињама, ништо. А гледам дека и ти ги пиеш твоите апчињама, пак ништо. Ете, гледаш. Морам. Морам и јас. И моето срце не е во ред. Ти самиот не си го бараш чарето, а мене сакаш да ме лекуваш. Да, во право си. Каков парадокс. Јас да лежам, а Огнен да ме лекува. Па нели јас сум професор. Ајде, не лути се. Не лути се. Не се лутам јас на тебе, се лутам на себе си. Знам, јуришаат на тебе, само ти не давај се. А Огнен, си го примиш ли? Немој сега пак за тоа. Слушај, Андреја, слушај. Тоа дете нема само знаење. Кај него има нешто што го нема кај другите. Ме разбираш ли? Кај него има дикат, има душа. Ме разбираш ли, Андреја? Утре ќе дознаеш кој е при мен. Не утре. Немој да ме земаш на душа. Денеска ми е денот за умирање. Во книга не го пишува тоа, ама јас... Страте, што зборуваш ти сега? Остави го тоа.
Ti rekao, deneska mi je denot za umiranje. Ajde, pojdi da legneš i dobro da se odmoriš. Strate. Strate, slušaš? Strate. Kojeg si tirao? Pacijentova profesorot. Doktore, profesor. Sestrambu. Adrenalin. Defibrilator. Strate. Strate. Mi umre. Dobro, tato, dobro. Ki vide se, Bore, smiri se.
Kolega Ognan, profesor Otabara.